Драги наши редовни читатели, подржувачи на Пресинг ТВ, вие што сте слушнале за Пресинг ТВ, а што се уште не сте не гледале, ви ја честитам новата 2019 година. Убаво е чувството кога ви се дава прилика како сега мене да ви се обратам со најубави желби. Навистина, што може човек да ви посака? Здравие, среќа, љубов, успех на личен план. Но доаѓа време и кога треба да размислуваме и за другите. Како општество, малку како да подзабораваме на општиот интерес. А може би 2019 година е совршен почеток како луѓе, како поединци да размислуваме за општото добро. Некои велат 2018 била лоша година. Година во која Македонија, македонците го допреле дното. Некои велат од дното имало двојно дно, уште едно дно, дека се движиме уште надоле како кинескиот синдром во некоја нуклеарка. Може би ќе треба да се проанализира и овој наш феномен. Зошто постојано тонеме во некакви си дупки? Сепак, важно е да не мислиме дека оваа 2019 година доаѓа по инерција. По 2019 повторно по инерција ќе дојде 2020 година. Само ќе си честитаме и по инерција ќе го живееме животот. Нема повеќе инерција. Работите што се случуваат не само кај нас. Еве да зборуваме за Европа конкретно. Се на точка на крстопат. Имам повеќе причини да аргументираме за тоа. Да речеме, жолтите елици во Франција се еден од тој феномен, но Европа сериозно ферментира. По 6-7 години на сериозни кризи, финансиски, идентитетски, мигрантски, бегалски, мултикултурализмот беше прогласен за мртов. Европа, а и нас не очекуваат сериозни предизвици, затоа не е време за инертност. Ако мене ме прашате, јас би рекол дека 2019 година повеќе ќе личи на 1913 година, кога Македонија се делеше. Може би нема да биде апла физичка поделба, може би ќе личи повеќе како на поделбата на сектори на постојена Германија, но тоа се чувствува. Тоа ќе биде влијанието на Албанија во одредени сектори, влијанието на Бугарија во одредени сектори, влијанието на Грција, особено во црквата. А за влијанието на Србија, да не зборуваме. Тоа се чувствува на секој поглед. Синој кога бевме на прослава приватна во една мејана скопска, српски песни доминираат. Јас не знам како тоа ќе го избалансираме со договорот со бугарите, но ете ти, уште еден предизвик. Многу работи треба да се решат во 2019 година. Ние еден предизвик веќе ќе имаме на почетокот на 2019 година. Повеќе многу работи нема да бидат исти. Дали сме подготвени за тоа? Веројатно не сме. Многу работи не ги знаеме. Но човечки е да си посакаме да бидеме заедно, сплотени и еве 15 јануари нека биде точката од која почнува нешто ново. Еден наш македонски пресврт. Затоа што не е правило на крајот од тунелот да има светло. Ако некој би го исклучил светлото, вие сте во тунел. Тоа ќе биде темница. Затоа треба да се стремиме да излеземе од тунелот. Да бидеме подготвени заедно да излеземе од тунелот. Да ни биде добро, да дишиме чист, убав воздух. Имаме право на тоа. Имаме право да се надеваме. Затоа ви посакувам среќна нова 2019 година. Бидете среќни, весели и здрави.